Големите спортско корисни возила секогаш биле интересни за пазарот од другата страна на Атлантикот. Затоа Kia посветуваше големо внимание за настапот во Америка. Сосема природно е што потполно новиот Соренто ќе дебитира токму таму, па потоа ќе се понуди на останатите континенти. Со новиот дизајн се крева стандардот што овој производ си го зададе самиот на себе. Силните детали привлекуваат внимание на робусната каросерија и откриваат дека е ставен апостроф на изработката и технологијата. Предниот дел го краси големата маска на ладилникот врамена со јасни лед светла, додека мускулозниот и атлетски профил го истакнува карактерот на Соренто. Задниот дел сега делува стројно поради тенките вертикални поставени стоп светла. Големата каросерија, која во Соединетите Американски држави се квалификува во компактната класа, стои на тркала од 17 до 20 инчи, а во внатрешноста нуди простор за 7 патници. Доколку купувачите сакаат вториот ред седишта, може да го нарачаат со 2 фотели, па 7 стедот да го претворат во комотна средина за 6 патници. Секако дека кабината може да биде обложена со кожа со метални или дрвени украсни лајсни. Она што не се забележува на прв поглед е за 3,5 см зголеменото меѓуоскино растојание, намалената вкупна тежина за 52 кг, како и зголемената цврстина за 4%. Овие остварувања зголемуваат динамиката, управливоста и економичноста. За американскиот пазар понудата се сведува на 2 бензински мотори со хибридни и турбо засилувања, па спектарот на силата се движи од 191 до 281 конска сила. Во зависност од моторизацијата на располагање се погонот на предните или сите тркала преку 8-степена автоматика. Продажбата на новиот Kia Sorento во Америка започнува идниот месец, а во Европа би требало да дебитира околу средината на идната година. Повеќе од известно е дека ќе бидат во игра бензински мотори со плагин и класичен хибриден погон, додека судбината на дизелите е неизвестна.